Печатокот дека возилото само сменило позиција е на истиот паркинг е веројатно погрешен, оти е известно дека од затемнетите стакла на премиерската колона се гледа побистро. Па тој уверува дека не само што излегло од него, туку толку многу си има забрзано, што им пркоси и на сообраќајните правила. Ако се движиме со 100 на сат или со 100 км на час, можеме со 150, со 200 км на час. Тоа го заслужуваат нашите граѓани. Граѓаните заслужуваат, но тие редовно се казнуваат за незиното пречекорување. Додека оние кои неколку пати преминуваат преку две полни линии или пролетуваат и покрај црвениот сигнал, не ги фаќаат на радарскиот систем. Можеби затоа што за него токму некој од нив ја има измислено програмата. Не ни текнало така, нас ние седејќи во владата ќе правиме софтвер. Тој кому му текнало сигурно е супер талентиран од и по лажната биографија и непотизмот. Тендерот за македонска навигација, хеликоптерската итна помош. Ова е само уште едно од низата владени патенти кои дополнително го збогатуваат незиното портфолио. Иако тоа софтверче е непотребно за нашата полиција, иноваторот заслужува да му се отворат некои други канали за пласман. Вртев дори и по тајните служби, имаме пријатели кои што биле дипломати, еве сега се шефови на МИ-6 или слично, да помогнат. Освен никому потребниот софтвер на понуда се и бројни планови и агенди. Нивната хиперпродукција е толку голема, што да се мери во економски параметри, веројатно би предизвикала инфлаторна спирала. Ова денеска е планот 369, што отвара перспективи на Република Македонија. Планот 18 ќе продолжи да се фокусира на тие основни столба во кои што се фокусираше и планот 369. Почитувани, добар ден и добре дојдовте на пресконференцијата на председателот на владата Зоран Заев, на која ќе биде представена акцијата 21. На денешната седница на владата го усвоивме документот Агенда Европа дома. Пазарот тешко ја издржува таа нерамнотежа меѓу понудата на планови и побарувачката од акција. Исто како и состојбата со вакцините. Оти не е доволно да се трнат настрана до некаде прифатливите објаснувања за кинеските. Кога ниту со американската не е сосема јасно ни кога бил потпишан договор, ниту кога ке стаса. Успеавме да постигнеме договор за директно склучување на договор со компанијата Pfizer, со што овие вакцини во февруари месец ќе дојдат во нашата земја. Тоа што јас го знам од Министерство за здравство, а веројатно и веќе потврдено, значи Pfizer договорот е потпишан, стигна дури таймтейблот, или schedule, до крајот на март, односно они го кажуваат крајот на првиот квартал, 21.000, веќе од април-мај почнуваат да стигаат поголемите количини. И на крајот, кому само од сето ова не му е преку глава. Малкумина во овој момент во држава се подготвени, има толку дебела кожа да тоа може да го издржат. Талат Џафери во тој дел е апсолутен шампион. Секој шампион мора да има дебела кожа. Тоа му доаѓа како хардвер. Но за да стане апсолутен шампион, сепак неопходно е да поседува и добар софтвер.